Gospodine председателе, gospodine Čašule, колеги противници, денове наистина се наслушавме и бројки, разходи, приходи, трошоци, корупција, крадење, имаше се и се, што затоа јас денеска нема многу да зборувам за бројки, всушност ќе посочам само една. Согласно овој извештај, вкупните расходи на МРТВ во 2011 година биле 756 милиони и неколку илјади денари. И сега прашањето е што, господине Чашуле, добија граѓаните за овие 756 милиони денари како производ. Добивме срам, веќе слушнато. Добивме дно, веќе речено. Добивме се, освен она што еден вистински јавен национален сервис треба да биде. И сега јас знам дека вие овде сте во неблагодарна улога, наистина. Треба да бидете сметководител, треба да бидете председател на Советот на МРТВ, човек кој е одговорен за тоа што го нуди. Третата функција нема да ја спомнувам која ја одработувате. И тоа е вред. Тоа е ваша одлука и тоа треба да биде така, според вас. Меѓутоа не смее да биде така, доколку навистина оваа држава, македонскиот народ, албанскиот народ, сите останати народи во Република Македонија сакаат да бидат нормална европска земја. МРТВ е се, само не нормален национален сервис. За партизацијата која овде беше спомнувана, не сакам и да зборам, пред некој ден слушнавме податок дека во времето на комунизмот, на едноумието, како што милува да го каже господин Ѓорчев, бројот на оние кои со партиски книжки биле примени на работа бил негде околу 45%. Знаете ли колкав е денеска процентот на оние кои се вработуваат со партиска книжка? Исто толку. Никаква разлика нема меѓу оние комунисти врз кои вие фрлате дрвја и камења и вас, неокомунистите. Со еден убав популистички шмек, со една методологија која својот извор го наоѓа во пропагандата која ја заговараше и ја спроведуваше Гебелс. Оти тоа е тоа. Во ова време, на 21. век, себе само ќе ни посочам, вие сте професионалец, сега со вас зборувам само како поранешен новинар. Кажете ми, кој новинарски стандард предвидува 3 дена поред да се емитува прилог за митингот на СДС во Велес, само за да му се даде шанса на господинот од еден центар кој не вреди ни да се спомнува, да го каже својот став дека Белешани му го свртеле грбот на лидерот на опозицијата. 3 дена поред. Да, тоа ќе го најдете и во Србија, и во Хрватска, и во BBC. Второ, овде сега, пред малку господин Георгиев го отвори прашањето за квалитетот на луѓето, на професионалците, како што вие ги нарекувате, кои работат во МРТВ. Тие се, само не се професионалци. МРТВ е се, само не е тоа што треба да биде. Зар вие, вас лично ве повикувам да ми кажете, дали било кој новинар во актуелната гарнитура на македонската радиотелевизија би ги исполнил стандардите на професионалност во времето кога вие работете во радио или во телевизија? Молам? Јас не работев во МРТВ. Вие во вашето време, господине, да не го спомнувам комунизмот, и таму имате многу убава предисторија, да не го спомнувам радиото, ама сега е врвот на вашата кариера. И ова е врвот на вашиот срам. Овде да браните нешто што не може да се брани. Затоа што не е ништо поинаку освен типот на Северна Кореја, на ТВ Бастилја од Милошевиќ. Да, треба да одговорите. Зошто МРТВ денеска личи на ТВ Бастилја на Милошевиќ? Тоа треба да го одговорите. Тоа е суштината. А колегите, поранешните колеги кои работат таму, треба да одговорат на едно многу посуштинско прашање. Зошто стануваат соучесници во разбивање на оваа држава?
во уништување на националниот идентитет, на националниот код на македонецот и на сите народи што живеат овде. Тие не се ништо друго, туку што учесници во злостор. Тоа треба да го објасните, господине председател на Советот на МРТВ. Тоа е ваша задача. Вие тоа го аминувате, вие тоа го диктирате. И затоа ќе дозволите кадри како Дивовска, како Велјановски, да не го спомнувам главниот и одговорен уредник сега на МРТВ, затоа што едноставно не вреди да се спомнува кога не дозволуваат елементарна дебата на таа партиска телевизија. Дури во времето на Милошевиќ не Бастилја, ако ништо друго, колку за пример ќе доведува некој од опозиција, за да каже, ете, да барем привидно да изгледа дека има диалог. Во МРТВ сега нема диалог. И нема потреба да има. Затоа што таа куќа, јас тука не согласувам со господинот Георгиев, не може да се трансформира. Таа новинарска куќа мора да се затвори. Од корен. Така направија французите, за да не помислите дека нешто друго е во прашање. Умните така направија и ја направија државната телевизија Франција почитуван јавен сервис. Еден од сервисите кои се пример во светот. МРТВ е пример. Исто така во светот. Меѓу првите 5-6, ама ќе ги споредувате со Северна Кореја, со Афганистан, со Белорусија, до некаде и со Русија, и така натаму, и така натаму. Земји ќе признаете каде што цути демократијата. А за тоа сте и вие одговорен, господин Чашулј. И за тоа сте и вие одговорен. Мене одговорноста не може да ми ја префрлате, ајде ќе ви кажам и зашто. Јас работев во телевизија која пред да ја затворите со политичка волја на фирерот, ќе има да 500.000 гледачи во 19 часов ја гледа еден телевизија. Сакате да ги слушнете бројките сега? Повелете, во задните 2 месеци гледаноста на вестите на МРТВ не преминува 1,5%. Гледаноста на Сител не преминува 3,5%. И гледаноста на Канал 5 исто така 3,5%. Се на се, господине Чашуле, тоа се 200.000 луѓе кои ги гледаат вестите на трите најголеми национални телевизии. 600.000 беше до пред една година. Ама не ги гледа овие, затоа што немаа што да гледат. Затоа што немаа што да гледат. Тоа е целата филозофија, господине Чачуле, а вие сте тука сериозно вклучен. Сериозно сте вклучен. Немојте да се обидувате како големо производство на МРТВ да ги исполнувате документарните програми, кои некој му се допаѓаат или не, тоа е работа на избор, не е проблем. Меѓутоа не смеете да бегате од фактот дека куќата со која и вие управувате нема ни професионален, ни материјален, ни било каков капацитет да ги направи тие документации. Тоа е срамот за МРТВ. Тоа е срамот на оваа владеачка гарнитура. Ама тоа е и резултатот на владењето на владеачка гарнитура. Таму немате едно новинарско име, ќе се извинам, сега да не се замерат, има луѓе кои ама од страна се дојдени преку продукцијска куќа и тоа име го почитувам, меѓутоа ќе ми кажете за другите, едно големо новинарско име во оваа држава немате. Немате вие мене што да ми кажувате, вие треба на граѓаните на Република Македонија да им кажувате, господин Чашуле. На тие граѓани да им објасните како ги трошите парите. И треба да им кажете дека кога веќе не може да направат 20 документарни програми, туку мора да ги увезуваат, да ги исперат парите, предпоставам, меѓутоа тоа не е важно. Требало и да ја преминувате телевизијата, Томато телевизија нека биде, зашто да не? Или Република, од онаа пропагандната, не е проблем. И така може. Ама немојте да зборувате за јавен национален сервис, затоа што тоа не е. Иако не е јавен национален сервис за мнозинскиот народ, македонскиот. Се согласувам и дека во албанската работиве не се многу подобри, меѓутоа за разлика од овој блок сепак има диалог, каков таков, да не зборувам за останатите делови на народи кои живеат во оваа држава. До тоа не можете
да се гордеете. Со това треба да се срамите. Благодарам. Господин Чашуле, има